I'm Muslim 23 го има следното прашање, вели како преку исхрана да се справам со триглицериди. Триглицериди, за оние кои што не знаете, сам сигурно ги знаете, пошто често се проверуваат и ги знаеме преку проверката на крвна слика, нели холестерол и триглицериди секогаш се пратат. Триглицериди, за најпросто народски објаснето, се нешто кое што ќе се покачи во крвта доколку во телото остануваат калории кои што нема да се дотрошат. И во тој случај, при процесот на депонирање на тие вишок калории во сало, во нашето тело, се создаваат и триглицериди. И најчесто покаченоста на триглицеридите у 90% од случаевите е поврзана со покачени телесни масти, односно покачена телесна килажа, и затоа тоа е првото место на кое што треба да се обратиш, да видиш дали тоа го имаш. Друго нешто во исхраната што би требало да поправаш е да видиш докаде си со внесот на шекери. Не зборуваме само за процесирана храна, туку зборуваме и за фруктозни шекери кои што доаѓаат во овошјето, затоа што многу луѓе во тенденцијата да се хранам здраво, али при тоа да се хранам само здраво и да избирам здрави продукти без да припазувам дали е тоа правилно, знаат да внесуваат многу овошје, за да имаат мирна совест дека се хранат здраво и јадат доволно овошје. Но во телото многу шекер е многу шекер. Особено фруктозниот шекер кој што се обработува од црниот дроб, доколку е во поголеми количини и како може да биде придонесувач на покачени триглицериди. Затоа провери се со шекерите, али општо кога зборуваме за сите шекери, без разлика од каде доаѓаат, дали можеби малку претеруваш. Кај овоше, тоа значи дека внесуваш повеќе од 4 парчиња овоше во денот. Можеби и 3, затоа што не ти ја знам па телесната композиција, нели, висина, килажа и така натаму. Друга работа, омега-3 суплементирај, без разлика дали имаш покачени триглицериди или холестерол, омега-3 би требало секој од нас да го суплементира. ЕПА и ДХА масните киселини се исклучително важни да ги имаме во системот. Растителни влакна, особено растворливи, затоа што растворливи растителни влакна помагаат во регулација и на холестерол и на триглицериди. Суплементирање исто така топло би ти препорачал, но во класичната исхрана е она што секојдневно го јадеме, гледај да вметнуваш, ако можеш, што почесто граф, дури и со секој оброк и салата можеш да ставаш конзервиран црвен граф во оброците што ги правиш и на тој начин ќе поттикнуваш поголемо внесување на растителни влакна кои што се и такако важни. Така да тие се некои работи кои што би ти ги препорачал и последно е соја, можеби како продукт, пошто сојата со научни студии е докажано дека поради присуство на тие исофлавини придонесува за намалување на холестерол и триглицериди.